Za pristojen život mesečno se potrebni barem 32.000 denaри, presmetal sindikatot. Site 4 члени семејства кои ги немаат овие пари имаат проблем. Дека калкулацијата на синдикатот овој пат е реална, се согласуваат и граѓаните. 30.000 ќе бидат доволни за некој. Например, јас имам 10.000 пензија. И сега 30.000 тоа е 1/3 од како не би било добро. Над 30.000 за двајца, за да има скромен живот. Од овие пари, 42% или 13.471 денар одат за храна, 32% или 10.354 за комуналии, 7,28% или 2.340 за средства за хигиена и 5,35% или 1.720 денари за здравје. Но на синдикалната реалност и недостасува прашање колку од граѓаните ги има тие 32.000 денари. Многу малку, на 30.000 плат. Повише се на 100 евра, 150 евра, тука до 200 максимум. Малку, како многу? Малци. Дали има 20%? Сепак и на ова прашање со заклучок одговара последната синдикална анализа која вели на секое 4-члено семејство месечно му недостасуваат по околу 160 евра. Како одеднаш синдикатот свати колку пари требаат за пристоен живот е нејасно, зашто кога е најпотребно, него со народот го нема. Во преден план често оди калкулацијата на државната статистика, која народот одамна не ја есапи. Но народот има објаснување и за ова синдикално додворување. Изгледа се работи за следното. Избори нека имат. Све нека се ликвидира.